Дефицитарна професија балетан. Бети, добро утро уште еднаш, па заедно си со Веселин Трајковски да видиме и да чуеме зошто балетаните се дефицитарни во Прилеп. Добро утро уште еднаш, Бранко. Да, имам посебно задоволство да го представам според информациите што ги имаме единствениот професионален балетан во Прилеп. Веселин Трајковски се уште студира на Музичката академија, но и веќе е вработен 2 години во Националната опера и балет. Професија, велам и сметам дека не грешиме многу ако кажеме дека многу бара одрекување, посветеност, ако се сака да се биде професионален. Веселин Трајковски е со нас утрово. Веселин, добро утро. Задоволство ми е што си ни гостен во утринската програма. Првото прашање е основно, како се роди љубовта кон балетанството, кон ова ретка би рекла дефицитарна професија? Пред се добро утро и на вас и на сите гледачи на вашата емисија. Благодарам на поканата и се надевам за еден интересен разговор. Па љубовта кон балетот, искрено интересно прашање и интересна приказна, што можам да ја споделам еве вака прв пат. Првично, љубовта кон балетот почна на многу покасна возраст, љубовта кон танцот почна на многу помлада возраст, иако се две различни форми, но сепак ево прашање танц. Започна љубовта кон танцот, како што напоменав, на многу помлада возраст. Вајда талентот ми го открија моите родители. Како секое младо дете, играјќи по дома, правејќи концерти, настапи, моите родители решија да не чекаат многу, да превземат повеќе време да ме насочат на нешто каде што ќе гледат дека ќе бидам среќен и исполнет. Па ме запишуваат тука во едно студио за латино танци, каде се од таму започнува првата љубов. Еве до ден денеска трае. Доаѓа период каде што треба да се запишам на средно образование. Тука беше малце една многу интересна приказна, каде сепак беа иницијатори да продолжам со моето образование со танцување моите родители, но јас не бев пожелен да одам кон таа цел, но моите родители се информираа и дознаа дека постои школа во Скопје за средно балетско образование. Сепак започнувам на многу покасна возраст, што кај нас во мојава професија тоа не е баш добро. Ама очигледно брзо ги имам стигнато работите, да, па кога се работи нешто што го сакам и што ми исполнува, мислам дека има голем фактор тоа. Професионален балетан си во Македонската национална опера и балет 2 години. Така. Многу треба напорно, сигурно со часови вежбате. Колку време треба да се подготвиш за една улога? Па, реално балетот е една од стварно потешките професии, што стварно бара, како што напоменавте, многу пожртвување, многу работа. Стварно балетот за мене не представува само танц. Тоа е еден начин на изразување, на една дисциплина, на еден натрешен мир мене што ми исполнува. Иако ќе кажат дека балетот е една нежна професија посветена само за девојчиња, но напротив, ја мислам дека балетот е една професија што бара навистина една физичка голема сила и подготвеност. Како гимнастичар, јас би рекол. Па да, може да се спореди тука, баш може да се спореди. Колку време работите на една улога во представа? Месеци? Па тоа зависи од секоја улога. Секоја улога си носи своја тежина, морам да напоменам. Макар и најлесната улога, што си бара стварно голема посветеност и голема дисциплина, работиме секојдневно. Мојот работен ден почнува од 10 часот наутро, со загревање, со вежби, подготување и загревање на моето тело што подоцна следат стварно напорни проби, каде што... Па до вечер дори. Да, до вечер сум. Која е најтешка досега улога што... Што имам изиграно, па
Пак ќе напоменам, секоја улога кај мене си има своја тежина и своја љубов. Така што не знам која да ја издвојам, која и да ја издвојам ќе биде сувишно некако да ја издвојам, така што сите улоги ми биле некако драги и значајни, да. Веселин, пред тебе е кариерата. Дали што посакуваш? Па тоа е тешко прашање што посакувам. Посакувам, не знам, сакам пред се да имам здраво тело, за да можам да танцувам што подолго и да бидам, пошто танцот некако ме исполнува пред се. Тоа, сакам да имам пред се здраво тело за да можам да играм. Да се симнат стереотипите за ова, не? Да, сакам да напоменам тоа, за жал тука кај нас стереотипите поврзани со мојата професија малце се, не знам како да се изјаснам, но факт е дека машкиот кадар во македонскиот балет не е еднаков со женскиот кадар, особено во однос на поддршката и бројот што го нуди сето ова, но не значи тоа дека немаме талентирани момчиња, напротив, стварно постојат голем број на талентирани момчиња, но не е се во квалитетот и во талентот, тука има многу големо влијание и поддршката од нашето општество што ни го нуди и стереотипите, морам да напоменам, од општеството, па затоа машките танчери имаат ретко мотивација и често навлегуваат во оваа наша професија од тие причини, од стереотипи и од неподдршка од општеството. Па мислам дека со поголема едукација, поголема охрабрување од страна на општеството и не знам, едукација, мислам дека може да се подобри машкиот кадар и да се струши машкиот стереотип за оваа професија. Благодарам, Веселин, оваа тема е многу широка и посакувам успешна кариера. Дефинитивно напорна и упорна посветеност, ама се докажува. Штом си веќе применна работа, а уште студираш, дефинитивно се бара професијата. Една кратка порака за крај. Па да се струшат стереотипите за оваа професија, е еден пример дека со голем труд и љубов може да се стигне стварно далеку до целта што ја имам замислено. Така што можам да напоменам сите момчиња кои се страмат и кои мислат дека оваа професија е само за девојчиња, да ги струшат тие стереотипи, да навлезат, да почнат да танцуваат и да уживаат. Благодарам, Веселин. Се надевам имаме уште и време. Бранко, да не имаш некое прашање, евентуално? Имаме, Бети, 2 минути имаме време доволно да го прашаме, дојде инспирација прашањето, која школа му е по-омилена, дали источната, дали можеби Рудолф Хаметовиќ Нуреев, советскиот танчер, еден од најпознатите, ако не и најголемото танчерско име на сите времиња, или западната, бродвејската, кон која е по-ориентиран? Едно прашање имаме од студиото, Веселине, која школа повеќе те привлекува, источна, западна, и дали ти е идол Нуреев? Супер прашање. Па, искрено, можам да кажам дека источната ме привлекува малце повеќе. Се пронаѓам. Екзотична е Да, се пронаѓам во тие таму сфери. Сепак балет како балет има различни, стварно има различни техники. Ако навлегуваме, стварно широка тема е за балетот. А за Нуреев? Нуреев. Па ја повеќе морам да признам дека повеќе идол ми е, не идол, не, ако го гледам како Михаил Баришников, сигурно запознаена е јавноста. Мислам дека и луѓето што не се занимаваат со балет, мислам дека ќе го препознаат тој човек, неверојатен талент, од кој може да се црпи стварно преголеми работи што може да се научи за балетот. Така да Нуреев ќе го оставам на второ место, на прво место ќе го оставам Баришников. Кратко, ќе имаме од тебе некогаш можеби едно болеро? Секако, нешто омилено што сакам да го прикажам, па се надевам дека ќе имам прилика да го представам тоа нешто и тука во Прилеп, на прилепската публика, од каде што почнав со моите чекори. Благодарам, Веселин, успех посакуваме, навистина јас пак ќе речам, можеш лесно да бидеш и гимнастичар и на Олимпијада, уште малку. Благодарам, многу успех. Ете, не израдува Веселин да ни ја представи својата професија, која навистина бара многу одрекување и посветеност.